во вклучување на лица место. Прво поред ве поздравуваме од јавното предпријатие Водовод и канализација, каде што ќе напоменеме нешто за состојбата на водоводната мрежа денеска, со оглед на тоа дека водоводната мрежа е всушност еден од клучните системи за правилно функционирање на еден град. Ово утро заедно со мене на лице место е господин Зоран Стојанов, кој е раководител на сектор Водовод. Да му посакаме добро утро. Добро утро на вас и секако добро утро и да гледачите на телевизија Телма. Благодарам што имаме можност да говориме на оваа тема. На самиот почеток ќе ве прашам која е состојбата на водоводната мрежа овде? Па состојбата на водоводната мрежа во градот Скопје е во добра кондиција, значи секако како и се река во другите градови појавата на дефекти е нормална појава. Тоа е најчесто заради промените на притисокот кој се случуваат поради потрошувачката дневна и ноќна. Така да релативно, ако кажеме, може да слободно да кажеме дека е мрежата во добра кондиција. Видите дека е нормална самата појава на дефекти. Каде најчесто имаме дефекти во Скопје, во кои делови? Па во принцип најмногу дефекти се случуваат во руралните средини, каде што водоводните линии кои што се правени од самите граѓани со самопридонес во минатите години се преземени од нашето јавно предпријатие и поради тоа што во тоа време тие не се правени по одредени стандарди кои што треба да бидат запазени, материјалите кои што требале да бидат градувани во самата водоводна мрежа, таму се и најголемиот број на дефекти кои што се појавуваат. За разлика во централното градско подрачје каде што се правени по некои стандарди за водовод, имаме многу помалку појава на такви дефекти из водоводна. Кои се тие материјали кои што најмногу прават проблем? Па тоа се по принцип стари материјали, полиетиленски цевки, ПВЦ, полихлор, да не кажам од типот на пластики, некои кои што се застарен тип на материјали кои што се користеле во минатото. Сега веќе се користат нови, современи материјали кои што ги користат и сите европски земји, така да појавата кај нив, да речам, веќе е и скоро исклучена да се појави дефект на водоводната линија, а ние сепак, пошто и тие цевководи сме ги преземале за одржување, мораме да ги одржуваме и тие дефекти мораме да ги сервисираме. Дали може би имате бројка на годишно ниво колку дефекти регистрира самото предпријатие, колку санации се извршуваат од ваша страна? Па ние секоја година правиме извештај, значи тоа се податоци кои се собираат во предпријатието, така да со текот на годините бројките покажуваат дека бројот на дефекти се намалува. Тоа е податок кој што го имаме, значи секоја година и тоа е резултат на рехабилитација, значи замена на тие линии и обнова со нови линии, правење на нови градење на нови линии, кои што ние нели ги правиме секоја година со инвестициите кои што ги одвојува јавното предпријатие. Колку е стара водоводната мрежа во Скопје и дали во блиски днина планирате нешто за нејзина реконструкција, односно модернизација на самата мрежа? Па ние секоја година, значи јас веќе 20 години сум во јавно предпријатие, за секоја година се прави модернизација на водоводните линии, се воведуваат нови технологии, пратење, зонирање и замена на старите цевки со нови цевки, така да ние секоја година дојуваме средства во рамките на можностите кои што ги имаме и секако тоа се прави континуирано. Веве наназад веќе 20 години кога сум тука, памтам за тие години можам да зборувам, така да тоа секако се прави. Пред самиот крај, во самиот разговор напоменавме нешто околу дефектите. Ние како граѓани дали би можеле да се грижиме околу самата мрежа и дали има на некој начин поврзано со тие дефекти? Па секако, значи потрошувачката рационална на водата многу значи за бројот на дефекти кои што се појавуваат, бидејќи главен фактор за појавување на дефекти е големата потрошувачка во текот на денот, особено од летните периоди кога ќе дојдат и ноќе кога веќе мрежата ќе се смири, ние така го велиме тоа, ќе се смири, тогаш се појавуваат разлика на притисоци поради големата потрошувачка, кој што се главниот предизвик за појавата на овие дефекти. И секако апелирањето до граѓаните е да вода да се користи што е можно
порационално, бидејќи изворот Раше не е неисцрпен извор кој што може да издржи такви осцилации во текот на денот. Со рационалното користење на водата секако ќе се намалат и бројот на дефектите кои што се појавуваат во град Скопје. Благодарам многу за одвоеното време. Ви благодарам и на вас. Се надевам дека овие информации беа од корист за нашите гледачи. Говоревме нешто повеќе за состојбата на водоводната мрежа, но се разбира и апелиравме до нив рационално да се користи водата со оглед на тоа, односно самата мрежа со оглед на тоа дека се случуваат дефекти, иако е нормална појава, но најмногу во летните денови кога навистина и потрошувачката на вода е зголемена.